Основниот суд во Штип се соочува со големи кадровски проблеми и неизвестност како ќе работи до крајот на годината. Во моментот судот располага со 14 наместо предвидените 19 судии, но до крајот на годината состојбата драматично ќе се влоши, бидејќи во пензија ќе заминат уште 4 судии. Ова значи дека судот ќе располага со само 50% од потребниот број. Намалување на судскиот и на службеничкиот кадар, односно со еден судија помалку, споредбено со 2020 година и неколку службеници кои што заминаа во пензија. Во 2022 година се очекува пензионирање на тројца судии, а прием, односно избор на еден судија, така да во оваа година ќе се справиме со проблемот на потешко справување со приливот на предмети. Оваа состојба практично не може да се реши бидејќи според Андонов ниту Академијата за судови во моментов не располага со кандидати кои би можеле да бидат замена. Без оглед на ваквата кадровска состојба, судот во Штип лани решил 35% поголем број на предмети во однос на претходната година. Искам да потенцирам дека Основен суд Штип во 2021 година е ажурен и ефикасен суд. Имаме совладано прилив на предмети кои што се примени во нашиот суд во минатата година и тоа споредбено со 2020 година за 35% поголем број на предмети, исто толков процент на предмети се решени од страна на судот. Освен големиот кадровски хендикеп, судот во Штип од неодамна има и голем финансиски проблем, бидејќи стигнуваат огромни сметки за струја. Ние бевме обврзани да склучиме договор со универзалниот крајен снабдувач на електрична енергија, тоа е ЕВН, од каде што за изминативе месец-два ни се фактурирани навистина ерорни сметки, можам да кажам, речиси 7 до 8 пати поголеми од истите кои што се биле во изминатите години за тој временски период. Во меѓувреме, во насока решавање на сите овие проблеми и опремувањето на нови судници и воведувањето на онлайн судења, со што судиите ќе имаат можност за побрзо и поефикасно решавање на предметите, потенцираше Ѓорги Андонов, председател на Основниот суд Штип.